Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Нов ден. Се надевам дека во ова попладне, додека се чувствувате така релаксирано во вашите домови, ќе се решите да останете на оваа фреквенција и да не дружите, се разбира, со нашите интересни рубрики, во кои што секогаш ви нудиме нешто ново и интересно. И се разбира, ете, токму во овие моменти ќе го тргнеме малку од оние секојдневни, да ги наречам, проблеми и од политиката, бидејќи ќе зборуваме за убави нешта. Најнапред, како што е вообичаено, ќе започнеме со здравје на мени и со она што на светот му е одамна познато, а денеска ете повторно добива на својата популарност помеѓу сите оние кои што сакаат здраво да се хранат и особено меѓу вегетаријанците. Станува збор за хелдата. Вечерва во продолжение на Нов ден, во здравје на мени, нашата нутриционистка Весна подготви неколку комбинации на здрава хелда. Па да видиме. Пролета доаѓа, но со сите нејзини изненадувања, температурните промени се многу големи. Еден ден имаме сонце, топло, убаво, пред ни доаѓа и да се ослободиме од топлата облека. Другиот ден имаме ниски температури и сето тоа, сакали или не, ни се одразува на нашето здравје. Дали ние сме подготвени за тие временски промени, тоа треба најдобро да си го знаеме самите. Денешна тема на нашата емисија е хелдата. Хелдата не е житарка. Таа е нешто друго, но секогаш во своите нутритивни вредности и по тоа што бенефитите што ги дава врз нашето здравје се бројува во житарките. Во себе содржи многу вредности, како што се белковините, потоа диеталните влакна, содржи витамини многу, минерали и што е многу битно, таа не содржи глутен. Така да најчесто оние што се подложни на алергиски реакции на поленот и на пролетните алергени, често не може да поднесат храна која во себе содржи глутен, така да хелдата е многу подобна за тоа. Јас денеска ќе ви предложам 3 рецепти, на 3 начини да ја обработите хелдата. Овие рецепти и сите другите, јас малце сакав да ги го опфатам во една книгичка која е наречена Дијабетис, болест или не, токму затоа што тие ваквите намирници знаат и можат да помогнат во борбата против вакви болести. Хелдата може да се консумира и како сирова, и како термички обработена. Денеска имате 3 варијанти, како термички обработена и како биво-сирова форма, и тоа во влага и во солена варијанта. Ако термички обработувате со односот на хелдата со водата е 1:2 и таа лесно се приготвува така што со лесни движења се промива најнапред во неколку води, потоа се потопува, се става водата и се обварува 20 минути. Потоа хелдата е сосема и кратко термички обработена, значи во себе се содржи и
е веќе готова за приготвување. Ако сакате во сирова форма, тогаш можете да ја потопите во вода од вечер, исто во истиот соодно со вода и веќе утрината е таа готова за приготвување. Во техничка обработка, овдека имаме веќе технички обработена хелда. Како ја приготвуваме, ја ставаме во една чинија, потоа уште додека е топла, ставаме на неа малце куте, додаваме малку соја сос, малку црн бибер или мој совет е да ставите малце хим, тоа е многу подобро ќе ги избалансира варењето во вашите црева, така да во вашиот желудник, така да подобро е да ставите хим отколку црн бибер, но тоа е во ваша желба. Сето тоа кога ќе го ставите во чинија, можете да го комбинирате со една чаша јогурт со биокултура или со помала маслина. Другите два предлози се во сладка варијанта, како една салата, ја имаме веќе киснатата хелда, ја ставаме во една чинија, потоа додаваме, можете праска да додавате, која е веќе замрзната во фрижидер, или можете рендано јаболко, тоа е по ваша желба. Дали ќе праскате или некое друго замрзнато овошје, значи тоа е по ваша желба. Потоа додаваме мелени ореви, додаваме малку мед, малку карамфилче и малку морско оревче. Сето тоа го комбинираме во една чинија, го промешуваме и го оставаме барем 5 минути сите вкусови и сите сокови да се спојат меѓу себе. Варијанта ја имаме исто хелгата, ја ставаме во една чинија, таа е искисната веќе од предходната вечер, потоа додаваме рендана селка, додаваме цвекло рендано, потоа целерот, корено целер рендан, додаваме маслининово масло, малку сок од лимон, малку прстова сол и од биозачинот, но сето тоа по ваша желба. Количински сите овие намирници можете сами да си ги искомбинирате во зависност од тоа колку сакате за колку луѓе сакате да го направите обработ. Значи нема некоја одредена количина, толку просо, толку зеленчук, тоа е све во ваша комбинација. Нашата рецептите за денешната тема за хелдата се готови. Значи хелдата како житарка која многу благотворно ќе действува на вашиот организам, особено во ова промлетно време и за сите оние кои се рековме во тие ризичните групи, кај дијабетот, затоа што таа е житарка со нисок гликемски, со среден гликемски индекс и многу подобна за храната на оние групи. Потоа таа многу действа смирувачки на вашиот нервен систем. Можете да видите по тоа што многу петници се пунат од лисијата на хелдата. Таа действа толку смирувачи и така дава многу добар сон. Потоа во вашиот дигестивен систем, системот за варење ви го поддржува, значи хелдата е многу посакувано за овој период. Денеска исто така предлог за мојот сок е сокот од морков, портокал, куркума и ѓумбир. Зошто куркумата и ѓумбирот? Затоа што тие се како детоксикатори, прочистувачи, што исто така е во истата функција како и хелдата, да го прочистува вашиот организам, да го смирува нервниот систем и сите оние потенцијални алергени да ги отстранува од вашиот организам.
се надевам дека на вистина е ова добар избор за овој временски период. Обидете се, мислам дека ќе се убедите во моите зборови. Сите овие комбинации на вакви јавења можете да ги најдете во книгичките, во кои јас навистина се обидувам на еден едноставен, многу прифатлив начин да ви ги приближам и да ве натерам да размислувате дека треба секако она конвенционалното, секојдневното приготвување на храната, малце да го погледнете и од друга страна. Од која страна? Од страна каде што преку храната можете да си помогнете во разните заболувања или некои непријатни исцелства кои може да предизвика пролетните промени. Од галеријата Букефал, повторно во нашето студио, една прекрасна слика. Денес ќе ви представиме слика од еден од најеминентните сликари во Македонија со интернационален успех и член на Македонската академија на науките и уметностите Васко Ташковски. Неговото сликарство се одликува со голема специфика и може да се каже дека припаѓа во стилот на надреализмот. Како мотиви ги користи природата, односно пейзажот, космосот, човекот и енергиите. Неговите слики се наоѓаат во повеќе интернационални музеи и приватни колекции. Соработката на Васко Ташковски со галерија Букефал трае повеќе години, а во галеријата Букефал, како и на веб страната на галеријата, може да погледнете повеќе од неговите слики. Ете така, знаете каде да ги најдете овие прекрасни слики во галеријата Букефал и на нивната веб страна, се разбира. Сега следува најавата за мотиваторот, кој што во денешното издание на Нов ден се однесува на дискус хернијата како на еден многу чест здравствен проблем. Имено најновите исследувања покажуваат дека дури 30% од 30 годишните, од луѓето на 30 годишна возраст, веќе се соочуваат со првите знаци и промени на меѓупршленските дискуси. Мотиваторот овој пат ќе ви каже неколку начини како да се олесните, доколку ете можеби и вие го имате овој проблем. Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. Во изминатите емисии говоревме малку повеќе околу спортот, околу дигањето тегови, околу посетувањето на теретаните. Овој пат ќе позборуваме за една малку посериозна тема. Дискус хернијата. Значи, тоа е проблем кој што се јавува се позачестено кај популацијата, меѓутоа луѓето имаат навистина малку и оскудни информации за неа. Токму затоа денес со нас е нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски, кој ќе ни објасни за каков вид на состојба станува збор и како да се предпазиме од неа. Јован, ајде најпрво да кажеме како се доаѓа прво до оваа состојба. Па вака сега, дискус хернија веќе зема се поголем замав. Тука кај нас веќе секојдневно се слушам со клиенти кои што имаат таков проблем. Значи може да биде многу посериозен, може да биде во почетна фаза или слично, но најчесто тој се појавува заради неколку причини. Една од поважните причини е намалена физичка активност, ослабена мускулатура на грбот и подложината на целиот хрбет, тежината на движења, на пешачење и све ја презема хрбетот, затоа што мускулатурата е многу ослабена и настанува тој пробив на дискот и настануваат тие посериозни проблеми. Тоа се разбира една и почест начин заради кој што се доаѓа до хернија, но има и други проблеми. Се среќаваме со хернија кај спортисти заради повреди, заради доскоци, заради неправилно загревање, заради неподготвено за да се изврши некој терет и се доаѓа до тој сериозен проблем. Значи се почесто се среќавам со клиенти кои што го имаат овој проблем, не се доволно информирани што треба да се направи, дали операцијата е единствен метод и решение за овој проблем, како да се предпазат, значи многу
не се запознаени, а се почесто и почесто заради таа намаленост на активност се среќаваме со овие проблеми. Така, добро, какви се симптомите на оваа состојба? Значи, дали се јавува болка кај луѓето или кои се тие симптоми кои што произлегуваат од оваа состојба? Зборуваме за овие проблеми кои што постепено се јавуваат. Значи, дискус хернијата при ослабена мускулатура или која што се појавува постепено, ден на ден, се почесто и повеќе, значи излегува дискот, пробива и имаме проблем. Кај спортистите кои имаат дискус хернијата, значи болката е сериозна и голема, тие знаат дека направиле проблеми, дека се среќаваат со силни болки. За разлика од нив, кај почестиот случај, кај луѓето што тој проблем не е од повреди или спортски активности, значи од намалени спортски активности, во зависност од тоа каде е таа дискус хернија, дали е во долниот дел на ребетот или во горниот, почнуваме прво со локални проблеми, значи со локални болки во лумбалниот дел, во пределот, значи на кичмата, болки во вратот, ако е во горниот дел и слично. Се зависи тој постепено дискот почнува да излегува и да притиска се повеќе нервот. Како што повеќе го притиска, болките се земат се поголем замав, се шират према екстремитетите и можам да кажам дека тоа се страшни големи болки. Не би посакал никој да ги има, значи колку зависност колку е дискот излезен, колку болките се поголеми и поголеми. Добро, тогаш ајде да им кажеме на гледачите како да се превенира ова состојба, како да спречиме таа да настане. Превентива наједноставно би било да се внимава, да се почитува некоја физичка култура, значи да се има некоја физичка активност, да се тренираат тие мускули на грбот и на ребетот, општо затоа што неколку пати сме спомнале веќе тие мускули кои што нас не држат исправени, не стануваат, не движат и слично. А ако ги немаме тие мускули, теретот го зема ребетот и веќе се појаваат проблеми. Таа е на еден начин. Друг начин исто треба да се внимава на телесната тежина. Колку повеќе имаме телесна тежина на нас, толку повеќе терет му се прави на ребетот, толку повеќе под притисок е ребетот и слично. И ако мускулатурата не е на ниво, веќе настануваат посериозни проблеми. Така, доколку сепак ја имаме оваа состојба, доколку не може да се спречи, значи дошло во таа фаза да веќе нема враќање назад, кои се опциите за луѓето? Значи што може да се преземе за да се отстранат или барем да се намалат болките? Имаме неколку степени на дискус хернија, почнуваме од прв, втор, трет, четврти степен. Ако овој проблем се почне да му се посвети внимание уште во почетокот, да кажеме прв или втор степен од неговиот развиток, може да се третира со многу физичка активност, со многу посебни вежби баш за тој проблем, со третмани, со екстензии, со истегнување на телото. Имаме веќе почнуваат и кај нас да доаѓаат тие водни екстензии на телото, каде што многу добро влијаат на овие проблеми. Но ако се постави тој процес на прв и втор степен, ако веќе заминиме, веќе дискот излезе драстично повеќе, лечењето е операционно, за жал е малку посериозна операција. Добро, дали оваа состојба е карактеристична за некоја одредена возрастна група или пак може да се појави кај било кога? Младите, знаеме барем, спортуваат малку почесто и се малку попредпазени од можноста за појавување на дискус хернија. Возрастните малку повеќе се посветени на работата, на приватниот живот, малку забораваат на активноста и кај нив веќе имаме многу поголем процент можност да се појави овој проблем, но нема правила. Нема правила, се појавуваат и кај млади, сум работел со 17 годишни спортисти, сум работел со доста повозрастни, нема годишна граница каде што може да се појави дискус хернија. Дали од мускулатурата, дали од повреда, дали од неправилно кривање на тежини или слично, сето тоа може да доведе до пробивање на дискот и до овие сериозни проблеми. Време е за гостинот во студиото. Нејзиното име е Катерина Василевска, таа е првиот председател и основач на клубот Сороптимис од Струга. И со неа ќе поразговараме, односно повеќе ќе го представиме самиот клуб
и оној проект што истиот тој клуб го поддржува, а се нарекува Академија на лидерство за жени. Ве поканувам да останете и понатака заедно со нас, бидејќи ви ветуваме на вистина еден интересен разговор во кој што ќе откриете едно сосема ново значење и на самиот збор лидерство, на неговата примена. Ете, посебно нека биде ова еден повик и до посебен, значи повик до припадничките на понежниот пол, бидејќи верувам дека ќе биде и тоа како едукативен разговор. Катерина, добре дојде во студиото на ТВМ и ти благодарам веднаш на самиот почеток што најде време и го издвои истото да дојдеш и да го направиме овој разговор кој што, како што реков, верувам дека ќе биде за добро на сите наши гледачи. Со оглед и на самата тема која што ја најавив. Интересно е за зборот лидер, терминот лидер, нели, кај нас во Македонија се сваќа како конкретно значење и однесување на една професија, како директор, како председател, како човек на некоја функција кој што треба да се следи. Меѓутоа, дали е тоа така? Што треба да знаеме и да научиме за овој термин, нели, за неговото суштинско значење, а не она како луѓето го доживуваат. Да зборуваме малку за тоа. Овој термин е многу апстрактен, би рекла, и за жал во Македонија повеќето го сваќаат многу погрешно, според мен, или го сваќаат на некој застарен начин. Пред се во Македонија лидер е сватен како некој автократ, така, кој што се наоѓа на врвот од пирамидата и под него се сите следбеници. И тоа е голем проблем во нашето општество како целина, не само индивидуално. Лидер, според мене, иако има многу теории, многу начини да се објасни што е лидер, јас го сваќам како човек кој може да ја превземе одговорноста сам за себе. И веќе тука почнува да се создава лидерот. Понатаму, успешен лидер може да превземе одговорност за својата фамилија и на крај, спојувајќи се со други луѓе, да превземе одговорност и да превземат активности од општо добро за пошироката заедница. Сега, во Македонија, лидерите се сватени како некој силен, мојкен човек на врвот, кој што кажува. Значи, тој човек мисли и тој кажува. И кога тој ќе каже нешто, сите останати треба да го следат без при тоа да се прашаат дали тоа е добро или лошо. Истото и лидерите кај нас го очекуваат тоа. Така да, за жал, кај нас лидерите викаат: скокнете и сите скокаат, гладувајте, сите гладуваат, станете, сите стануваат. И тоа не е многу поволно. Така, значи, тоа е она што би се рекло дека вистинскиот лидер, односно лидерот во овие поимања, создава следбеници, а не лидери. Да. Нели, тоа е сосема нешто различно. Сосема различно. Според вашето толкување, лидер е првенствено лидер за себе, нели? Да. На индивидуално ниво. Така, на индивидуално ниво. И потоа истиот тој има желба и има капацитет да создаде други лидери. Лидерот, значи, не е човек кој води други, туку е човек кој е способен да создаде други кои што ќе се водат самите себе си. Токму тоа ни фали во Македонија. Многу малку луѓе кај нас се способни да прифатат одговорност самите за себе си. Дали ни е таков менталитетот, дали културата, дали историјата, не знам ни јас каде е почнато сето тоа, но многу малку луѓе кај нас прифаќаат одговорност за себе си. Ние од кога се раѓаме, очекуваме некој друг да се грижи за нас. Прво се тоа родителите, потоа очекуваме некој да ни фати врски да добијаме петки на школа, не, уште од пред тоа очекуваме врски за да влеземе в градинка, па врски за да поминеме со петки на школа, па врски за да ни најде некој работа, па врски за да земеме не знам каква пензија. Ние цел живот очекуваме некој нешто да ни среди и да ја превземе одговорноста за нашиот живот. И тоа е главниот проблем што ние го имаме како народ и како држава. Во моментот кога ќе одлучиме сами за себе си да си ги решаваме работите, од најосновни екзистенцијални до пошироки, тогаш може да зборуваме за јаки индивидуи, лидери и јака држава која што е составена од јаки индивидуалци. Така, меѓутоа, овде треба веројатно и едукација, затоа што тој, како што кажеме, менталитет тешко се менува туку така, нели? Треба веројатно прво да се почне од некоја едукација за понатака ете младите и да го прифатат
да ја прифатат таа теорија, нели, за самиот поим. Да зборуваме веднаш на почетокот малку за клубот Сороптимист, да им го представиме на нашите гледачи. Значи, на светско ниво постои од 1221 година, додека првиот во Македонија е формиран во Струга пред нецели 2 години, а главна цел на клубот е зацврснување на позицијата на жената и девојчињата на секаде во светот. Како председател и основач, нели, на клубот Сороптимист, малку повеќе да го представиме. Ме интересира и за почетоците и како дојдовте до тоа во Струга да се формира тој клуб. Па јас на едно од моите студиски патувања во Америка имав среќа да се запознам со тамошните членки на Сороптимист во Њујорк и се заинтересирав дали има таков клуб во Македонија и дознав дека во цела Европа има такви клубови, само во Македонија нема. Има во сите соседни држави. И ја отпочнав таа иницијатива пред 3 години, за да се формира клуб во Македонија. Се формираше во Струга, бидејќи таму веќе имам соработници и ми беше некако наедноставно да го формираме таму клубот. Познавав најмногу луѓе, кои што беа отворени за идејата. Тим кој што би прифатил да работи. Тоа требаше да се соберат минимум 20 членки, за да може да се формира клубот. Се формираше, процедурата траеше многу долго. И беше неопходно да се формира еден ваков клуб. Ние имаме многу организации женски во Македонија и многу е добро што тие постојат, но предноста на овој клуб е што е интернационален и е поврзан со клубови на жени од целиот свет. И тоа е голема предност. Така, јас ќе ги замолам од режија да ги пуштате сликите да ги видиме, бидејќи разговараме нели за клубот Сороптимист, ќе разговараме и за тоа на кој начин ја поддржувате, нели го поддржувате оној проект за лидерство за жени, меѓутоа претходно Катерина, дали може малку да кажеме за сите оние ангажмани, односно акции, проекти кои што ги организира Сороптимист, како делувате, на кои подрачја, на кои целни групи, Главната целна група се девојките и жените и сето она што ги засега нив е подобрување на нивната положба, економски, социјален, културен, сите аспекти. И досега имаме реализирано доста активности. Последната активност која што ја реализиравме во соработка со клубот Оаза од Струга и со локалната агенција за развој од Струга беше една аукција на која што се собра 600 евра, 35.000 денари, кои што ќе бидат донирани на градинката 8 март во Струга. Тоа е последната активност. Така, целта беше за менување на азбестниот кров? Да, нема да стигнат тие средства за тоа, но секако ќе бидат наменети за нешто што е потребно во градинката. Се уште се разговара со надлежните таму. Пред тоа имавме еден голем филантропски настан кој беше организиран во Охрид и беа поканети сите филантропи од Охрид, значи сите луѓе кои што направиле нешто добро за општеството, им беа доделени признаници. Тоа беше еден наш гест да ги уважиме сите тие луѓе кои што прават нешто. Така. По сопствена волја и по сопствен избор. Во меѓувреме, цела година, веќе втора година, имаме бесплатни часови по англиски јазик. Така, тоа е интересно за курсевите, ги имаш истите и во Охрид и во Струга. Зборуваме за конкретно сега за овие кои што се одржува во Струга. Да, паралелно се одвиваат во Охрид и во Струга, во првото полугодие и во второто полугодие. Како функционира тоа, Катерина? Значи, дечињата доаѓаат се објавува оглас. Така, оглас. Во Охрид е кај црногорците, во црквата, во просториите на црквата Света Тројца. Во Струга исто беше во училиштето за јазици Елит и сега се одвива во центарот Порака, дневниот центар за деца со посебни потреби, бидејќи таму една наша членка во тој центар работи. И објавуваме оглас, се пријавуваат децата, се селектираат и членките на Сороптимист заедно со професори по англиски јазик кои што волонтираат, сите тука се волонтери, и одржуваат часовите еднаш неделно, редовно, преку целата година. Така, меѓутоа тој курс завршува, па потоа почнува нов, нели, со нови деца, дофаќаме деца од 6 до 8 години. Доколку имаме повеќе волонтери, секако може да се опфати поголема група. Така, во моментов се однесува само на англиски јазик. Понатака, кој друг проект на Сороптимист би можелете да... Од предходно, така? Така, од предходно. Од предходно, па почнавме со помали активности. Имавме, например, една донација во СОС детското село во Скопје,
која што ја организиравме тука, па ги однесовме собраните средства таму. Потоа исто имавме една донација во Битола, во домот за деца сираци. Организиравме исто така маскембал, кој беше наменет, собраните средства беа наменети за децата со посебни потреби во Струга. Сме имали исто соработка со други организации на различни проекти. Исто се сеќавам сега во таа насока беа организирани денови за борба против насилството врз жената и заедно со клубот Lions Деница од Охрид имавме серија предавања на тема насилство во врска. Беа опфатени повеќе факултети и средни школи од Охрид и од Струга. Така доста активности. Точно, интересот конкретно ете за овој последниот, имаше интерес да доволни сте? Да, за аукцијата. Од интересот кој што се пројавува? Да, задоволни сме, луѓето реагираат позитивно и дај Боже да има уште повеќе вакви активности, бидејќи никогаш не е доволно. Така потребите и ранливите групи ги има многу во нашето општество и што повеќе организации го прават тоа подобро за сите. Колку членови има во Сор Оптимист, како оди Во тоа? моментот имаме 20 членови, во принцип тие клубови се така, до 20-25 членови, не се преголеми, не одат на масовност, таман толку колку да може да се организира една акција. Така. Станува збор за жени од различни професии, кои живеат во Струга, имаме членки исто од Охрид, јас сум од Охрид, Тања од Охрид. И се трудиме да се организираме, да установиме кои се локалните потреби, да реагираме на најсоодветен начин за да направиме нешто. Добро. Одлично. Сега Сор Оптимист е, рековме, поддржувач на овој голем проект кој што се однесува на лидерството, односно на лидерството на жени кај нас во Македонија. Меѓутоа, претходно, да се вратиме уште малку на оваа иста тема. Зошто баш Лидерска академија? Бидејќи е неопходна, бидејќи пак ја поврзам со ситуацијата во Македонија, самата ситуација во која што се наоѓа нашата држава е знак дека нешто во однос на лидерството недостасува и треба многу да се работи, како што кажавте и претходно, се почнува во образованието. Ако сакаме да имаме лидери, ако сакаме да имаме една нова генерација која што ќе внесе позитивни промени во оваа општество, мора да почнеме со создавање на таа генерација. За жал во Македонија е поминато предолго време и упорно ги имаме тие исти шаблони на лидери, како што ги споменавме претходно, и мора да создадеме нови, модерни лидери, кои што нема да владеат, туку ќе работат за доброто на себе си и на околината. И во таа насока беше неопходно да се формира една лидерска академија за жени. Во Македонија има повеќе лидерски школи, не е ова единствената. Има една од председателот Ѓорги Иванов, се случува исто во Охрид во август. Има една друга и таа мислам дека е на лето, беше на факултетот ФОН. Но ова е наменета конкретно само за жени. Која е разликата? Значи, затоа што е конкретно само за жени или има некоја друга суштинска разлика во... Целната група е жени и има една суштинска разлика според мене, бидејќи тие другите работат само на делот интелект, на делот ум, обработуваат теми кои што го развиваат само тој дел кај човекот, а оваа академија опфаќа повеќе делови, значи ќе има предавања кои што им помагаат на учесниците да станат свесни за срцето, за своето тело и за својата душа, не само за својот ум. Значи, овде се веќе 4 компоненти. 4 компоненти од кои што е составен нашиот живот и кои што секој лидер мора добро да ги балансира за да биде добар лидер и комплетен лидер. Што би значило сега тоа вака практично кажано? Практично кажано, например, сите сме свесни дека има многу успешни луѓе околу нас, така? Успешни во смисла најчесто се поврзува тоа со богати. Но да се биде богат, може некој да биде многу богат и да нема здравје. Така, во таа трка по богатство и по успех да заборавил на своето тело и да го изгубил здравјето. И на крај, зошто ви се сите тие пари кога го губите здравјето? Значи, тука опфаќа делот на тело, за кој што мора да бидеме свесни додека таму трчаме по успехот. Така, или може да имате вие да сте многу здрави, да сте многу успешни, но во меѓувреме да заборавите на својата фамилија и пријателите. Значи, сте го заборавиле делот со срцето.
И не можете да бидете среќни доколку сите овие елементи не се исполнети. И на крајот душата, тоа е нели тој врвен дел, кога човекот што е успешен сака да направи добро и за заедницата и сака да направи уште повеќе луѓе околу него успешни и задоволни, бидејќи сами со себе и сами за себе, мислам дека не сме создадени да живееме. И вистинските лидери се тие кои што кога ќе знаат нешто да го прават добро, го споделуваат со другите. Така конкретно би изгледал да се избалансираат сите делови од кои што сме ние составени, без да се запостави ниту еден. Најчесто ги запоставуваме и после тоа има последици. Така. Кој е концептот сега на Академијата? Па токму ово е концептот. Ќе има 10 дена, значи Академијата трае 10 дена, ќе биде од 16 до 25 јули. Е отворена за сите што сакаат да учествуваат, ќе биде интернационална, бидејќи ќе има членки од сите клубови од Сороптимис, сите се поканети, во моментов ги пристигнуваат апликациите, отворен е повикот до 1 мај. Апликациите пристигнуваат преку онлайн, да, преку интернет, да. Се наоѓа на нашата веб страница soroptimismacedonia.com, тамо е. Така. Може сите да аплицираат. Кој може да аплицира, да. Може сите да аплицираат. Значи нема ограничување или годишна возрастна граница? Жени од 18 до 30 години, но Значи, секако доколку аплицираат и повозрастни ќе бидат земени во предвид, мислам дека нема да биде проблем. Ние моравме да ставиме некоја возраст таму. Така возрастна. Бидејќи предпоставуваме дека во таа возраст се уште може да се влијае на луѓето. Да променат нешто кај себе. Да, после 30-та мислам дека многу ретки се тие што работат се уште на себе си, што сакаат да се менуваат. Обично заглавуваме, закржлавуваме после тоа и веќе е многу тешко да се смени било што. Така, навиките се веќе формирани, може е да многу се тешко отвориме, да, и за тоа сега концептот е тоа. Секој ден ќе има предавања, работилниците ќе траат по 1 час, 60 минути, значи ќе бидат кратки, јасни, ефективни, интерактивни, нема да бидат класични предавања и ќе опфаќаат теми во секој од овие 4 дела што ги споменавме. Во делот на ум ќе опфатиме теми за феминизам, женски права, како се пишуваат проекти, ќе се опфати делот која е разлика меѓу работа и кариера, многу луѓе тоа не го разликуваат, како се гради кариера, како размислуваат богатите, како размислуваат сиромашните, зошто едните се богати, другите сиромашни. Ќе бидат опфатени многу интересни теми. Во делот со срце ќе се посветиме на тоа како да се изградат здрави односи со пријателите и со фамилијата, бидејќи се неопходен дел за еден целосен комплетен живот. Во делот со тело ќе имаме теми благосостојба, здравје, нутриционизам, сите теми женско здравје поврзано исклучиво со жените, како хормоните влијаат на жените, на целото наше тело. Многу битни теми што најчесто не ги знаеме и не ни се познати, се многу битни. Да, или можеби мислиме дека ги знаеме, бидејќи слушаме често за нив, меѓутоа не ги спроведуваме на дело, да. А ги игнорираме. Или сосема поинаку ги спроведуваме некако нашата живеачка. И ќе има тука вежби, ќе имаме јога часови, зумба, зависи од тоа какви предавачи ќе се пријават, бидејќи повикот е отворени за предавачи и во делот со душа, тие не се дефинирани. Не се уште пронајдени, едноставно ги објавивме темите и сега чекаме да се пријават и предавачи од рамките на мрежата на Сороптимис, исто така и независни луѓе и да се пријават учеснички. Значи во овој момент можеме да уште еднаш да им кажеме на нашите гледачи кои што се заинтересирани дека може да аплицираат на онлайн на веб страната. Да, има таму еден прашалник, неопходно е да се знае англискиот јазик. Предавањата сите ќе бидат на англиски, така да е тоа еден од предусловите. Така. Значи, уште една покана до сите вас кои што сте заинтересирани да се приклучите, значи, на оваа академија која што ќе се случува уште еднаш во јули месец. Од 16 до 25, баш во сезоната. Така. Во топ сезоната. Во топ сезона, меѓутоа добро, времето веројатно ќе биде убаво, што е уште еден битен фактор за вакво едно дружење. Кога ќе знаете, значи, кога ќе се затвори таа апликациона листа, ако може така да се нарече? Па до 1 мај, огласот е објавен до 1 мај, за потоа за да имаат време луѓето да аплицираат, еден месец мислевме дека е доволно и потоа јуни, целиот мај и јуни ќе формираме агендата, ќе ги контактираме предавачите и се надевам дека ќе има добар интерес. До сега се пријавени 20 луѓе. Тоа ќе прашав. Ние очекуваме 40 вкупно да има, повеќе од тоа нема да можеме да ги менаџираме, да кажам. Очекуваме околу 40 досега има пријавено од нашата партнер организација од Турција, значи заборавив да споменам,
во рамките на овој проект во Сороптимис ни помага Турската унија на Сороптимист и од кај нив се пријавени и предавачки и учеснички и очекуваме да се пријават и од другите држави, а во меѓувреме работиме на тоа, ова е дел од таа промоција, да се пријават и македонки. Бидејќи ќе е убава прилика за нив да се запознаат, да се умрежат со девојки од целата Европа. Се разбира, и да научат. И да научат нешто многу ново, работи, да, многу кои што работи. не се учат на школа. Така, и сега стигнавме до она, која е врската, да речем, на лидерството со парите и со моќта. Па голема, споменавме малку, да, меѓутоа... Малку ја начнавме, голема е врската, посебно кај нас, значи лидер се подразбира тој што е богат и што е моќен, но ќе речам, може некој да биде богат и со сето тоа богатство да не прави ништо за околината. Тука не станува збор веќе за лидерство, барем не за она лидерство за кое што зборуваме ние. Вистински лидер е тој кој што е богат и своето богатство или голем дел од своето богатство го вложува за да направи една подобра околина. Ние сме сите свесни тука кај нас, например, што се случува со луѓето кои што се многу богати, така? Богатите најчесто влегуваат во еден материјален начин на живот, уживајќи ги парите и уживајќи самите со себе си, со најблиската фамилија, и при тоа забораваат дека живееме во една средина која што е навистина сиромашна и каде што навистина многу работи не достигаат. И оправданието е, па ние плаќаме даноци, затоа нека се грижи државата. Лидер е човек кој што се грижи за тоа што може да се грижи. Не чека, како што кажавме, некој друг да се грижи за нешто, туку секој гледа да направи тоа што може во рамките на неговата така функција. И се надевам дека во Македонија ќе се создаде една генерација на богати луѓе кои што се исто така мојкни во смисла на помагање на другите. Бидејќи на вистина ни треба помош и треба самите со себе си да си помогнеме. Македонија е многу богата земја, имаме многу ресурси и на вистина е нелогично да живееме во ваква сиромаштија. Која што се повеќе се чувствува, нели, таа класна нееднаквост, особено во овие времиња, да. Сум имала среќа доста да патувам и секаде каде што сум патувала, што прават богатите? Богатите и мојкни луѓе имаат сите фондации. Кај нас има многу малку фондации. Многу малку индивидуалци имаат формирано фондации. Затоа што има малку богати луѓе или затоа што не сакаат да даваат пари? Затоа што свесноста не е на тоа ниво дека чекајте, јас имам нешто повеќе и треба да направам нешто повеќе. Свесноста е јас си спечелив, мене ми се може, збогатете се и вие, правете и вие. Тоа не е добар начин за размислување за ситуацијата во која што ние се наоѓаме. Како што кажав, не мора да биде некој богат за да биде лидер. Така. Може да биде обичен човек кој што има знаење и да го споделува тоа знаењето. Ние имаме часови по англиски јазик и луѓе кои што имаат завршен англиски јазик или едноставно знаат англиски јазик, доаѓаат да волонтираат и да им предаваат на тие деца англиски јазик. Едноставно го размножуваат нивното знаење и го пренесуваат на повеќе луѓе. Така, и тоа е едно богатство, значи не мора секогаш да се работи за пари. И знаењето е, далеко од тоа. И знаењето е богатство, искуството е богатство, може да го сподели со другите и тоа е лидерство. Сето тоа е лидерство, бидејќи превземате одговорност за поголема група луѓе да направите нешто добро. Токму тоа е лидерството, превземање иницијатива, бидување проактивен, нешто што нас многу ни недостасува. Ние сме тука многу пасивни и таа пасивност не доведува до оваа ситуација. Значи тука доаѓаат луѓе од најбогатите држави во светот, доаѓаат од Норвешка, од Израел, од Германија и викаат вие сте многу богати. И сите гледаат дека сме ние многу богати, пред се со ресурси, а само ние кутрите во Македонија тоа не можеме да го видиме. И тука треба лидери од Македонија во Македонија кои што тоа ќе го видат и ќе им го пренесат на другите, и кога сите ние колективно ќе мислиме дека сме богати, и така и ќе станеме. А сега премногу луѓе мислат дека се сиромашни, дека нема друг избор освен да бидат сиромашни и затоа и сме такви. Така, веројатно со таа едукација ќе се променат некои работи, бидејќи нели самиот пример на некого, како на конкретно бидејќи зборуваме за нив на наставничките по англиски јазик, така, еден добар пример за самите ученици кои што нели во нив гледаат еден таков лидер кој што од нив ќе научат утре исто така некому да помагаат. Пример дека некој
прави нешто и после тие деца ќе копираат, така, ќе гледат, ќе имат Точно. рол модел, што се вика, пред нив и ќе можат и тие истото да го прават. Точно. Значи, лидерството е многу јако поврзано со моќта на парите, меѓутоа и не мора да Со биде. свесноста дека можеме да направиме нешто, многу би рекла, повеќе, ако да. јас чувствувам дека можам да направам нешто и да водам одредена иницијатива, значи јас Така. имам потенцијал да бидам лидер. Ако јас чувствувам дека мојта не е во мене, дека зависи од некој друг, тогаш може да ги имам сите пари на светот и да не правам ништо и цела моќ и да не се чувствувам така. Чувството е важно. Така, чувството е важно да се живее во еден свет каде што сите можат, нели, можат да имаат повеќе, Да. а не само кога еден човек има, а другите околу него немаат, веројатно и тоа е тажно, меѓутоа повторно тука е свесноста во прашање, нели, на која што вие конкретно ете. Да, многу е Сега важна, ќе најважна е поработите, свесноста. И се надевам дека оваа академија ќе допринесе за развивање на таа свесност, дека може многу да се стори. Да, и се според ова кои предиспозиции треба конкретно да ги поседува еден лидер? Еден лидер пред се треба да биде проактивен. Што значи проактивен? Да знае дека мојката е во негови раце, дека ние сме самите режисери на нашиот живот, а не да ја препуштаме режисерската палка стално на некој друг, како што сме ние навикнати. Пред се мора да сум свесна дека аз можам да го сменам мојот живот и само јас. Има работи што можам да ги сменам и што не можам, но секогаш има работи што може да се сменат и да почнам со тие работи. Понатаму да се има цел во животот, во сите тие полиња што ги наводов претходно, нели, срце, ум, душа, треба да знае еден лидер што сака да постигне со себе си, за да може да знае што сака да постигне во околината. Ако ние лутаме наоколу безцелно и чекаме да не води реката како што ќе стигне, тогаш веројатно никаде нема да стигнеме или ќе стигнеме некаде каде што некој друг сака да стигнеме. Што е многу често во Македонија, значи сите одат и следат некого, а не По се тој принцип прашуваат. на прифаќање и спознавање на лидерите, Да, нели? сите одат Така таму и јас функционира. ќе одам таму. Дали тоа Да. мене ми одговара или не, никој не се прашува. И лидерот треба да знае да соработува. Значи тоа мора да се независни луѓе. Не може да бидете вие зависни од еден куп работи и да правите нешто. Треба да постигнеме една независност. Со самата таа независност треба да се споиме со што е можно повеќе луѓе, бидејќи поголеми акции не се спроведуваат со сам. Еден сам човек може да направи многу, но сепак треба да има една група, не следбеници, туку група исто такви лидери со исти потенцијал кои што може да направат поголеми промени. Впрочем, сите промени во општеството се правеле од група луѓе кои што се собрале заедно и решиле ајде ќе направиме нешто. Ние имаме тука многу прекрасни примери, значи еве една мајка Тереза, Свети Климент Охридски, Свети Наум. Замислете вие пред 1000 години тие луѓе имале визија да создадат болница. Така. Зборуваме пред 1000 години, имале визија да направат универзитет. И споредете нивната визија тогаш со ние денеска и што правиме ние во образованието и што правиме ние во здравството. После 1000 години ние би требало од такви некои луѓе да сме стигнати многу подалеку. Ама некако Меѓутоа не сме, да. според мене не сме, Веројатно така. поради истиот оној менталитет за кој што зборевме Така, пред малку, значи, сте кој имале- што се да. чека некој друг. Сте имале такви не го реши визионери проблемот. кои виделе нешто пред 1000 години кога не постоело, а денеска на сите услови што ги имаме, ние мислиме дека сме сиромашни, дека не можеме, дека сигурно не биле побогати пред 1000 години во Охрид. Сигурно. Сигурно имало тогаш чуми, болести, маларии наоколу, биле тешки времиња. Да, сигурно тогаш и не барале толку многу. Сега веќе некако повторно се враќаме на тоа, се нешто се бара, значи се нешто се очекува. Дали е тоа мобилен телефон, за децата конкретно зборувам. Ете тогаш можеби децата биле жедни за знаење. Сега знаењето го имаат на една типка, нели, Не го од тастатурата, користат. да, и не го користат како што треба. Еве видите, ништо не се менува во Македонија, тоа мене ми остава впечаток. Ете, мојот прадедо пред 100 години на почетокот на 20-тиот век, за да спечели за живот, морал да оди надвор некаде, така? Многу од нашите татковци исто така оделе на печалба, макар што во комунизмот имало еден период во кој што било добро тука и не морало да одат надвор. И сега, значи, нашите луѓе кои што ги познава и мажи и жени сега веќе го прават тоа. Така. И Да. нашите деца, ако продолжиме вака, ќе мора да си го бараат чарето некаде надвор. Или барем ќе мислат така. Значи,
во еден континуитет, упорно, никако не можеме да прифатиме дека во Македонија може да живееме добро. И треба да живееме добро, дека имаме услови да живееме добро. Тоа е лидерството. Значи, нема лидерство, нема една група луѓе кои што ќе покажат со пример, чекајте, овде може да ни биде добро и треба да ни биде добро. Прво овдека, па после да пробаме некаде надвор. Ние сепак не живееме во пустелија, така? Тоа е оној факт кој што го кажуваат странците кога ќе дојдат колку се воодушевени од нашата прекрасна земја. Така да тие Во која лидери што ќе го нешто видат за жал тоа. не функционира. А тоа што не функционира е во нашиот мозок и во нашиот Треба да се смени склоп. начинот на размислување. Преку образование, само преку образование образование, и преку многу вакви. Јас дури би одела и дотаму што овој предмет како лидерство би го вметнала во училиштата. Децата од училиште, од прво оделение да учат лидерство. И тие деца кога ќе стигнат на 18 години ќе знаат како. Многу подобро од сите нас. Така. Сигурно дека е така, меѓутоа и за тоа ќе треба да се направи некој поголем проект. За тоа да, многу поголем. Да, ќе треба да нешто повеќе да се нафатите за да го остварите тој Ќе проект. биде. Меѓутоа, добро, секако и никогаш големите промени не биле толку лесни. Меѓутоа, се слагам со тоа дека живееме во една навистина прекрасна земја, во која што можеби само малку менталниот склоп, ако се смени, можеме подобро да живееме. Секако можеме. Да. Ако не знаеме ние да го искористиме, ќе Да. дојдат тие странци, ќе не купат и ќе знаат како да го искористат сигурно. Да, добро, тоа веќе и се Некој ќе случува. го искористи. Да, тоа веќе и се Дај случува. Боже да сме тоа ние, домородното население. Некој ќе го искористи веќе. Да. Дали, Катерина, мислиш дека лидерот се раѓа или може да се создаде? Па, мислам дека се создава. Ако мислев дека се раѓа, веројатно немаше да го потегнувам сето ова. Така ќе речев, тие што се родени да се лидери, ќе се лидери и без Така. академијата. Така да верувам дека се создава исклучиво преку образование. Човекот треба да има желба за промена и да се фати во добар момент. Како што реков, во многу помала возраст, за да може да се влијае. И ќе се создадат нови лидери, нови генерации, со образување, со обуки, со размена на искуства, со патување во странство, гледање како функционираат другите земји. А тоа е можеби навистина многу важно. Многу важно. Така, За жал зошто во една, нашата да, Македонија сме многу затворени, да. зошто една Човекот Швајцарија е учи, Швајцарија? Зошто швајцарците не идат на печелба тука, туку ние таму? Зошто Германија е Германија? Зошто Норвешка е Норвешка? Има причини. Тие земји немаат ништо подобри услови од нас. Дури имаат и полоши услови од нас. Така. Така, ама... И зошто нашиот менталитет е ваков дома, а кога ќе одиме негде надвор, се прилагодуваме и сосема различно функционираме, нели, се прилагодуваме на средината во која што И сме. прифаќаме работи што прифаќаме овде не би ги работи. прифатиле, а таму се понижуваме до besкрај за да спечалиме нешто, за тука да дојдеме со колите и да изградиме празна куќа што ќе стои и да кажеме еве, ние имаме кола и куќа изградивме и чудото големо. Ова е Тоа е. сепак, да, една навистина комплексна тема, која што, како што кажавте, те повлекува многу работи, и умот, и срцето, и телото, и душата, во пакет, бидејќи треба се комплетно, веројатно, да се менува. Во секој случај, ова ќе биде прва ваква академија во Македонија, така? Прва академија за жени. За жени, да. Да, има и некои други кои што се одвиваат исто така и дај Боже да ги има уште повеќе. Така. Со една академија, како што кажав, се опфаќаат. Тоа ми беше многу малку прашањето, луѓе. дали имате можда агенда програма за да се повторуваат на одредено време или Да, сега па, за сега да пробате па. Големата визија е ова да стане традиција, секоја година да има ваква лидерска меѓународна академија, Така. но од септември натаму да се продолжи исто така со обуки за лидерство во училиштата за нашите деца, Одлично. во средните Да. училишта, во основните не знам, но во средните секако веќе имаме ние таков проект. Да се почне пробно да се види за да се обучуваат Да, како тие реагира, дали како би реагират. фатили? Јас верувам дека од септември ќе почнеме и со обуки по училиштата, предавајќи теми кои што сега ќе се предаваат на оваа академија и адаптирани на македонските услови, на македонски И јазик можеби на таа возраст и, или и на таа возраст ќе Така. бидат адаптирани. нема да е тоа Да. конкретно за женски, туку ќе е За сите, за да, ова сите, и тема за е машки и за жени. важна. Е за жени бидејќи соработиме со организација за жени, но следната година јас лично сакам да биде за сите отворена, бидејќи на сите ни е потребна, Така. не е само на за жените, така. Што друго правите ете како сороптимист, Катерина, за можеби подигнување на свест на жените? Конкретно ете
покрај овој голем проект. Да, по овој Меѓутоа на некои најголемиот други проект што го начини, имавме, споменавме насилството, нели? Предавања. Настрана сето тоа помагањето, донирањето. многу работилници пред се делуваме преку образование. Така, како едукативен. Преку одржување програм. различни обуки на теми кои што се релевантни за жените и кои што на некој начин ја заекнуваат свеста на жените за нивната ситуација. Видите, самиот клуб е формиран за да ја зајакне свеста, и тоа зајакне свеста е уште еден апстрактен термин, но факт е дека во Македонија жените не се многу свесни за својата состојба. И бидејќи не се свесни, се во таква состојба во која што се. И треба многу да се работи на таа тема, за жените да почнат малку да бидат похрабри, да превземат малку повеќе иницијатива и да одат малку понапред од претходните генерации. Имате искуство, нели, ете, со вакви конкретни случаи на насилство. Дали денес, за разлика од, ете, конкретно пред 2 години, колку што постоите, има разлика во отвореноста на жените, во свесноста нивна? Дали доаѓате во допир конкретно со тие нивни проблеми? Значи, или едноставно тоа се случува само кога ви организирате? Јас сакам да некакви се надевам, сакам да срети, верувам дека овие обуки влијаат позитивно. Никогаш не Има можеме ли да интерес, знаеме, да? да. Интерес има за обуките, гледам дека кога ќе на пример после тие обуки не бара и во други училишта да предавам, прашуваат дали ќе има пак, дали ќе има некое продолжение, така да интерес има. Сега какво е влијанието на тие обуки? Се надевам дека има влијание, барем кај една од тие девојки нешто да смени е доволно. Така сега не можеме ние сите 1000 да ги смениме. Да. Затоа треба многу подолготраен процес и да е во школскиот систем, што многу е важен образовниот систем да ги содржи сите овие теми како редовни теми. И тогаш можеби ќе има вистински Така, промени. можеби во ова денешно време, да. Да, и образованието да не е сватено како трка по петки, како што животот после трка по пари, туку да е трка по вредности и по знаење. Така. Бидејќи џабе им се тие петки добиени така на децата, ако тие го немаат знаењето. И џабе ви се парите ако не знаете што со нив. Може само да ви упропастат. Да. Така, сега тој систем да го смениме малку, тогаш ќе има ефект, сигурно. Но како невладина организација, не знам кое е влијанието, не може да биде многу големо, така, но сепак е некое влијание. Малку по малку, значи се случува подобро да од некоја никакво. промена. Така, подобро од мало. Сигурно. Кои се идните проекти на Сор Оптимист покрај ете овој за кој што зборувавме, за Академијата за жени? Идните проекти па имаме сега соработка со клуб од Франција, соработка со клуб од Италија и со Турската унија. Така. И предвидуваме пред се да отвориме некој простор можеби за донации, така да се донираат средства во места каде што има повеќе жени или каде што се наоѓаат деца, како градинки, така болници. Така. Се надевам дека странските клубови, бидејќи се побогати, ќе може да донираат нешто во сите овие институции каде што има недостаток. И планираме да продолжиме со обуките пред се. И оваа тема лидерство да ја наметнеме на што е можно повеќе нивоа и на што е можно повеќе места. И секако соработки со другите клубови кои што се тука да продолжат. Настанот филантропија да продолжи да се обележи тој чин Стане на... како традиционален, да. Да биде традиционален тој чин на давање нешто, знаење, пари и средства на други, да се означи да стане како престиж. Тоа да биде престиж, а не да биде престиж кој колкава кола има и кој каков мобилен има. Тоа е баш онака некое пештерско ниво на кое што живееме во моментот. Треба малце да еволуираме и да биде како што е некаде на западот. Така, јас таму сум видела, се тркаат кој што ќе донира. Јас ќе во смисла буквално, јас ќе направам болница, јас ќе направам не знам каков дом за деца без родители. Буквално на тоа ниво се тркаат. Го гледате еден Бил Гейтс, има донација, па тој цело негово богатство го дава во донации. Него тоа му е доживување, не му е доживување јас имам пари 15 кујки и 10 коли. Така. Треба малце да излеземе од тоа и да влеземе во оваа подуховна сфера. Кај нас е тотално, значи, пореметени тие вредности. Па процес е. Немало никогаш многу пари тука. Веројатно треба генерации и генерации да ги изживеат парите и кога ќе се изживеат парите, се враќа човек на едно друго. После ќе сватиме дека со парите треба да правиме нешто добро, а не парите ради пари и онака се измислени. Така. На крајот денот.
Добро, Катерина, ти благодарам многу што беше гостинка во Нов ден. Се надевам дека нашите гледачи научија нешто ново и интересно. Ете, слушнаа за Стор оптимисти, се разбира, за Академијата за жени лидери, нели, која што ќе се случува. Ви посакувам многу успех во остварувањето на следните цели и проекти. Фала. Се разбира. И до некоја следна прилика каде што повторно ќе зборуваме за вака убави работи. За резултатите се надевам од Академијата. Така. И благодарам јас за поканата и се гледаме повторно. Така. Почитувани гледачи, овај Нов ден го завршуваме како и секогаш со урбаниот сонувач, а во него за стадионот кој што е дизајниран од архитектот Мицуо Катаяма се работи за новиот национален стадион во Токио, кој што е футуристичка градба, која воопшто не беше оштетена кога се случи катастрофалниот земјотрес во Токио во 2011 година. Хајде да погледнеме. Урбан сонувач ве носи во иднината. Денес ќе направиме една прошетка низ дизајнот на еден од најреволуционерните и архитектонски најрадикалните градби кои светот некогаш ги видел. Се уште неизградениот национален стадион во Токио. Тоа е повеќе од само еден голем спортски објект, дизајниран според највисоките спецификации и функционални побарувања. Дело е на познатата британска архитектка Заха Хадид. Тоа е објект кој е буквално изграден од суштината на Токио. Еден урбан поврзувач кој ги унапредува и насочува луѓето низ местото од најразлични насоки и можни влезови. Повисените земјени врски управуваат со толпата луѓе, притоа ефективно потенцирајќи ги геометриските форми на зградата. Масивноста на објектот е нежно сместена во урбаниот пејзаж и е артикулирана преку составувањето на стадионската чинија, структурниот скелет, мембраните и музеот, заедно формирајќи една структурна композиција која е во исто време и лесна и во изразена кохезија. Периметарот на чинијата прераснува во нов мост, еден екзибиционистички простор кој креира еден нов тип на патување за гостите кои се движат по оската север-југ на големиот проект. Покривот на стадионот дефинира една силуета која се интегрира нежно во градската визура. Ова уникатна структура е решение од лесна категорија, каде стадионот грациозно ја допира земјата, дефинирајќи притоа јасен пристап кон влезовите во стадионот. Интериерот на стадионот исто така дава еден јасно дефинирачки идентитет преку цврстата структура на покривот, која е во контраст со лесните прозирни мембрани. Музеот пак геометриски е дислоциран од главната чинија, бидејќи е целосно одвоен елемент. Создава една повишена плаза за јавна употреба, еден нов урбан простор за собирање на масата луѓе и кој може да се користи за намени кои се сосема надвор од категоријата на спортот. Но сепак, внимателно контролираните погледи внатре во стадионот интимно го поврзуваат со целокупниот спортски комплекс. Новиот национален стадион во Токио ќе има капацитет од 80.000 посетители. Ќе се простира на површина од 290.000 метри квадратни, а воедно ќе биде и домаќин на Олимписките игри во Токио во 2020 година. Овој величенствен стадион се очекува да биде целосно изграден до крајот на 2019 година.
На крајот на уште еден нов ден, јас сакам да им се заблагодарам на моите драги пријатели Сашко, Климчо и Емилија од студиото Арс Нова и се разбирам на галеријата Букефал, а вам, почитувани гледачи, да ви се заблагодарам за вниманието и за издвоеното време да бидете со нас и се разбира да ви посакам многу убаво здравје и многу насмевки до следниот вторник, кога ви закажувам повторна средба. Пријатна вечер.